Трчај! Ајде побрзо, побрзо! Сте добри? За малку ќе ме погодеше. Извинете, не јас. Пајтонџијата умрел. Петро, од кога си станал лош нишанџија? Не знам што се случи. Ми се треса рацете. Изгубив контрола. Си закржлавел, Петро. Рѓосан си. Јас сакам да пукам кон нив, ама Еднаш пукна. Само еднаш и ќе ме погодеше. тој Настан ни еднаш не фати во оружје. Кој Настан? Откако се откажа од армијата, сака да каже. Нема потреба да губиме време овде. Ајде да одиме. Фати паника. Не сум толку храбар како порано. Господа, мораме порано да пристигнеме дома, да не зборуваме непотребни работи. Како дозна дека сме овде? Не знам, ама сигурен сум дека знаат што правиме. Може би не следеа до тука, а? Од овде не е сигурно. Ќе си го смениме заслоништето. Ќе тргнеме од подолг, ама по сигурен пат. Джелил, Петро, ве молам, внимавајте. Ја! Ајде. Да. Есма, каде е Ѓузиде? Ја нема никаде. Рече дека ќе иде до мелницата. Пред малце тргнаа со Пајтонот. Што бера таму? Каква работа имала во мелницата? Патот за мелницата поминува покрај куќата на Еминови. Сигурно имала цел да се сретне со некого.
Многу скоро ќе му досади новата играчка. И наскоро ќе се врати назад во мои преградки. Кутрата Шула. Ти не си му последна авантура. Мило ми е што го прифативте мојот предлог. Сигурен сум дека и за вас ова ќе биде најдобра одлука. Но и вие не ми дадовте друг избор. Во Истанбул ќе влезете илегално. Сите работи за вашата сигурност ќе се обезбедат од наша страна. Не се секирете. После тоа, следува моето патување до Англија. Да, кога ќе дојде времето и тоа ќе се случи. Бароница, сигурен сум дека не ви е потребна ваква помош. Но сепак би сакале да ви помогнеме околу вашите патни трошоци. Многу сте љубезни. Многу. Пред да дојдем овде, се одлучив да го заборавам целиот мој минат живот. Затоа прифаќам се што е од ваша страна. Се разбира. Бидете отворени со нас. Истакнете ги сите ваши желби. Сакаме да бидете и материјално осигурени. Се уште не добив точни информации во врска со мојата задача. Има време. За си ги збориме. Ви благодарам за јадењето. Се беше прекрасно. Задоволство ми е да ве угостам. Изумив. Јас имам за вас еден аманет. Што е ова? Полковникот Миша Сорекин поради патувањето немаше време и затоа не успеа да ве посети пред да замине за Одеса. Ах, Миша, премногу сакав да го видам, но барем слушнав дека е добар. А полковникот Миша целосно се труди да ги врати старите добри денови. Во моментот имаат многу тешка и опасна задача. Вели дека ќе оди заедно со Сеид во Алушта. Да, голем дел од востанијата се случуваат во Крим. Зарем Сеид се уште е жив? Да, зарем не знаевте? Не. Времево е доста студено. Вечерва да останеме овде. Доста сигурно ми изгледа местово. Не, ќе изгубиме време. Има право. Човекот што побегна може да ги викне своите луѓе. Ќе мораме порано да пристигнеме во Алушта. Ако патуваме без престан, сигурно навреме ќе стигнеме дома. Добро, тогаш да тргнеме веднаш. Да си ги смениме местата. Во ред. Сине? Ава, најдов чамет што може да не однесе до синот. Што? За кратко ќе се собереме и ќе одиме. Махмуд?
Воопшто немој да се грижиш, Махмуд. Ти им го спасуваш животот на твоето дете и твојата жена. Го знаеш тоа. Јас сум вереничката на Сеид. Мило ми е што ќе се запознаеме. Мило ми е, господице. Можете да ме викате Шуло. Дали виде некого? Бато Сеид не беше там. Сакав да се вратам. Но отпосле излезе таа. Каква жена беше? Не беше воопшто како жена, мамо. Беше многу млада, мислам, помлада и од Хава. Многу е мила и убава девојка. Сега знам зашто бато Сеид се заљубил во неа. Толку беше чиста и нежна. Те молам, мамо, не се мурти како тато. И тато не можам да го сватам. Не разбирам зашто е таков. Тина, душичке. Тагата, тоа што ми недостасуваш, ќе се потрудам пак да ја намалам со пишување на ова писмо. Тука само вие ми недостасувате. Единствена желба ми е никогаш заедно пролета да ја дочекаме овде во ова прекрасно место. Сакала и вие да можевте да видите како убаво ме пречека фамилијата на Сеид. Тогаш ќе сватевте дека вашите стравови се залудни. Многу се нежни со мене. Едноставно прават се да можам да бидам среќна. Но сепак кога мислам на вас, мојата тага се појавува. Вашите гласови секојдневно ги слушам и ве чувствувам до мене. Мајка ми, Нина, ти, како сте ми? Дали сте веќе заедно со Константин? Секогаш ве замислувам заедно. Драга дадо, се надевам дека единственото нешто што ќе ве недостасува сум јас. Многу ме недостасувате. Многу ми недостасувате. Никогаш веќе нема да ве видам. Никогаш повеќе.
пристигнавте. Љубов моја, чекај малку. Шула, Валкани ми селиштето. Воопшто не ме интересира. Многу ме недостасуваш. И мене многу ми недостасуваше, душа. Шула! Колку убав и топол пречек беше ова. Љубов моја, не станувајте, молам. Сакав будна да те пречекам. Добра ли си? Добра. Сехер, сигурно сте гладни. Сехер, ве молам, подгответе нешто за јадење, стоплите го амамот. Веднаш, господице. Уште еднаш не ме оставе сама толку долго време. Никогаш повеќе нема да те оставам сам. Се помина како што треба? Да. Да, се беше во ред. За сега нема од што да се плашиме. А вие што направивте, додека ме немаше? Се борев со часовите кои тешко минува. Времето, како да стоеше. Изгледаше како залудно да те чекам. Кога ќе се одиме од тука? Што има? Што ти е? Додека ме немаше се случи нешто? Не, ништо. Туку? Како што ми кажа, да одиме на турска земја. Некако ми се чини дека поради измешаноста на ситуацијата овде, тешко ќе живееме нов живот. Што ти е, Шула? Што е? Ништо не ми е. Само сакам вечерва да ти посакам добре дојде. Сакам само да ми ја тргнеш самотијата. Добро утро. Добро утро. Каде е Сеид? Отиде до чифликот. Зошто? Го прочитал писмото на мајка му. И дозна дека татко му дошол вчера овде.
зборел со работниците. Сине мој, сеите мој, чекањето кој што траеше со месеци, вака ли требаше да заврши? Времето не е за да се разделиме, синко. Треба да бидеме што повеќе заедно. Нашите најтешки денови треба да ни поминат со тебе, сине, како што ти доликува. Потребен си му на татко ти, синко. На татко ти му се потребни неговите синови. Бунтовниците не нападнаа, сакаа да го убијат татко ти. Осман во последен миг го спаси. Ако сега ти ни свртиш грб, што ќе правиме ние? Најголемото разочарување на татко ти си само ти, сине. Те молам, не му се спротиставувај. Врати се дома. Откако ќе ги испратиш твоите гости, те молам, врати се. Те очекувам со голема љубов, синко. Јас ќе излезам малку на воздух, со денови бев затворена. И јас ќе дојдам со тебе. Сакаш ли да се шеташ со коњ? Може. Но, ве молам, не се оддалечувајте многу. Джилил, јас ќе бидам со нејзе. Не грижи се. Не се грижам. Само бидете внимателни. Добре дојде, Махмуд. Сега ме известија. Утре рано си одиме. Навистина ли? Да, се е договорено. Господа ти благодарам. Толку многу се молев за ова. Тато, пристигна брат ми. Влези си внатре. Ајде. Зарем дојде да се извиниш? Знам дека поради мене сте биле во тешка ситуација, тато. Знам дека сакале да во убијат. Слушнав за тоа. Моето присуство овде е само закана за вас. Ако јас сум основната причина за вашата смрт, не сакам да останам овде. За спокоен живот на моите сакани, одлучив да заминам од Крим. Сите вие ќе бидете посигурни и побезбедни, ако не знаете каде сум. Овие лаги ги измисли за да можеш да живееш со таа девојка, нели? Овие се причини ненаплашлива, Русинка. Види, тато. Јас тебе никогаш те немам навредена.
Ама направените навреди кон мојата сакана ги прифаќам како кон мене. Таа не е гостинка во мојата куќа. Таа е мојот живот, моја иднина. И ова треба да се знае. Сејте одма да се извиниш. Инаку... Не, тато, за Шула нема да се извинам. Напротив, јас сум тој кој што очекува извинување од вас. Можеш да си го земеш делот од имото што го поседувам. Но девојката нема да ја донесеш овде. Исто така не сакам да доаѓаш додека си со нејзе. А јас ке продолжам да живеам како да си се уште на фронтот. Не. Слободно можеш да направиш се што сакаш. Сејте мој, мамино. Не. Прости ми, мамо. Не, не, не. Бато. Махмуд. Бато. Махмуд. Бато. Се ќе биде добро. Бато. Не. Не оди. Дојди. Не. Не. Немој. Мама и тато се твој аманет. Сине, те молам, немој да одиш. Те молам. Види, Керко, и кажав и на сестра ти. Тебе многу те сакаме. Знам, ви благодарам, тетка Фатима. Да беа некои други луѓе одамна ќе ме испратеа кај дедо ми. И ти си ни Керка како Јилдис душо. Но дојде време да си го уредиш својот живот и дом. Ете, тоа ти била среќата од Истанбул стигна кај нас. Бинас побара мислење за тебе, сака да те земе за невеста за неговиот брат Јахја. Сака да те земат и тебе кога ќе се вратат во Истанбул. Може е погрешно јас да одговарам што ми имаш сестра и зет, ама многу ќе ми биде мило ако ти прифатиш. Сестро. И сестра ти прифати, само уште ти остана да ни кажеш. Ако прифатиш, веднаш ќе ти испратиме. Што ќе кажеш, Керко? Ѓузиде. Прости, мајко, сигурно се возбуди. Ѓузиде. Ѓузиде, врати се. Ѓузиде. 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 Врати се. Ќе ме ставиш во лоша ситуација. О, бе, девојко. Те молам, тетко Есма. Не испомнувај на мајка ми дека таа замина со пајтонот. Не грижи се, ништо нема да ја кажам.
Сакам што поскоро да си одам. Добро. Да одиме заедно. Ке те однесам кај твоите. Тоа е толку лесно. Шула, морам да ти признам нешто. Не дојдов само поради отпорот и револуцијата. Јас дојдов и поради тебе, Шула. Поради мене? Сакам да се уверам дека овде тебе ти е добро. Петро. Знаев дека ако си несреќна овде, тоа ќе го приметам од твоите очи. И јас планирав да те вратам кај мајка ти. Гледам тажна девојка. Мислам дека дојде време да се заминеме. Мојата тага нема врска со Сеид. Јас сум тажна зашто го стави во незгодна ситуација. Само за тоа. Дојди со мене, Шула. Не можам. Не можам да го оставам Сеид. Не можам да се вратам кај моите. Не сакам да му го направам тоа. Секогаш ќе бидам покрај него. Кажа дека сакаш да си одиш од тука. Да. Но со Сеид заедно. Решивме. Ќе си одиме од тука. Ќе одиме во Турција. Во тие нови земји ќе можеме да продолжиме со нашиот живот заедно. Кога ќе си заминете? За кратко време. Многу кратко. Проклето да е, проклето. Што да правам? Поради таа жена се скара. Татко и син станаа противници поради една девојка само. Така да знаеш. Сехер, те молам. Не сакам вакви озборувања, некој ќе те чуе. Јас ке ти кажам. Мирза Мехмет Еминов сигурно нема да дозволи таа девојка да влезе во куќата. Си го избриша својот син од животот. Запамети го ова. Ај сега ти гледај си твојата работа. Семејството им се распарчува. Мене тоа ми е мака. Дај Боже да не биде полошо. Која е она? Ти почекај. Повелете, што ви треба? Јас... Да не се изгубивте? Јас... Тркалото се искрши. Не знам како се случи. Не сватив. Нека е со помин. Ефенди Исмаил, те молам поправи го пајтонот. Веднаш, господине. Натаму ли беше? Да. Многу ви благодарам. Во близина живеете? Да. Јас сум гостинка на вашите соседи. Керимови. Сестра ми е нивна невеста. Да, се сетив. Помогнав при пораѓањето на сестра ви. Да. Ја спасивте мојата сестра. Не до толку. Да. Жената да не пристигнаше на време. Джелил Камилов. Многу ми е мила. Додека се поправа вашиот пајтон, повелете на чај.
Не сакам да ви сметам. Ве молам, соседите се за вакви ситуации. Повелете, да се напиеме по еден чај. Добро, ви благодарам. Повелете.